се што ве научив, пренесете го на генерациите. И ние се што научивме сакаме да им го пренесеме на генерациите, ама да не го забораваме и она што останало од постарите. Со ова мото, просветните работници денес го продолжуваат делото на словенските просветители, браќата Кирил и Методи, чиј пат се реинкарнирал од првата словенска азбука глаголицата до кирилицата, преку Пејчиновиќ и Крчовски, па од Мисирков, Кепески и Конески, до денешното македонско образование, чиј синоним се реформите и екстерното тестирање, па со право ке прашаме, каде се просветните работници денес? Денеска во општеството се на најниското скалило, можем најодговорно тоа да го потврдам, бидејќи ние имаме почит од родителите, од општината, од луѓето со кои соработуваме. Меѓутоа, во име на државата, во име на она што се нарекува авангарда, тоа сме ние. Сепак мислам дека малку не подзаборавија. Новото време е компјутерската технологија, товарот од екстерните тестови, ги промени и учениците и наставниците. Децата беа задоволни од детската игра. Мене денес тоа ми недостасува кај нашите ученици. Малку се повлечени, секако дека се многу културни, многу богати со знаења. Информатичката технологија дава информации, но ми недостасува нивната воспитна компонента. Денешната слика на македонското образование во споредба со просветната дејност, што ја испишувале првите учители на табли во недостиг на учебници, во очите на двајцата пензионирани наставници од Делчево, Никола и Цвета, не е подобра од нивното време. И учениците и наставниците бевме повеќе растеретени на еден начин од тоа што го гледам денеска ни наставниците, ни учениците за жал го немаат тоа слободно време. Еден истакнат педагог рекол: 10 пати да се родам, 10 пати би сакал да станем учител. Нашава професија е хуманна и одговорна. Денот на просветителите и патронот на делческата деветолетка Ванчо Прке, која одбележа 33 години постоење, ги собра на едно место и старите и актуелните наставници, кои имаа можност да полемизираат за образованието како духовна моќ на еден народ.